Кризниот штаб пресече нема полициски час за викендот во Србија. Премиерот Брнабиќ по заседавањето на комисијата одлучи да ги заостри епидемиолошките мерки засега во Белград. Фокусот ќе остане на оние градови каде ситуацијата е вонредна и нестабилна. Разговарали смо о томе дали Разговаравме за тоа дали треба да се вратиме во март или април како кризен штаб, дали треба да одлучиме за цела Србија или само за Белград. Денеска решивме само за градот Белград. Дел од мерките кои се однесуваат на главниот град се забрана за организирање јавни собири за повеќе од 10 лица. Работното време за затворените објекти е ограничено, односно почнувајќи од 21 навечер до 6 часот наутро треба да имаат клучна врата, а за отворените е 2 часа подолго, односно до 23. Судири меѓу демонстрантите и полицијата и повредени на двете страни имаше и синоќа. Демонстрантите, освен против мерките, протестираа барајќи оставка од председателот Вучич, формирање техничка влада и нова комисија за борба против пандемијата. Епилогот од синоќешните протести се 19 повредени полицајци и 17 демонстранти. Освен во Белград, демонстрантите излегоа на улица и во Ниш, Кргуевац и Нови Сад. Из утрината српскиот председател Вучич со видеопорака од авион им се обрати на граѓаните, ветувајќи дека државата ќе го заштити мирот. Ja samo molim sve naše ljude da i u Beogradu, i u Novom Sadu i u svim drugim gradovima da se ne suprotstavljaju batinašima, to ćemo da radimo mi kao država. Radit ćemo i pobedit ćemo. Sačuvat ćemo mir za našu zemlju. Predaja nikada nije bila opcija, a ja sad letim za Pariz da se borim za našu Srbiju. Vidimo se uskoro, Srbija pobeđuje. Министерот за одбрана Вулин констатираше дека протестите се обид за државен удар и насилно преземање на власта, односно предизвикување граѓанска војна во Србија.